Пред се, за мене и за мојот тим, огромна е честа да се биде гостин кај градоначалникот на Љубљана, господин Зоран Јанковиќ, кој што не така случајно ја има можноста да 6 мандати менаџира и управува со градот Љубљана. Навистина човек со огромно богато искуство и како стопанственик порано, но и како градоначалник на Љубљана, и беше чест да се посети, да се разговара и да се видат добрите работи и практики кои што се имплементираат во Љубљана. Зошто е позитивна посетата од Љубљана? Затоа што станува збор за не така предимензиониран и огромен град. Иако е главен град на Словенија, сепак станува збор за град кој што има 290.000 жители. Затоа одредени мерки, секој град си има своја специфика, но одредени мерки и проекти може да бидат имплементирани кај нас. Во однос на управувањето со отпадот, во однос на заштита на благосостојбата на бездомните животни и многу важно, она што ќе го правиме нон-стоп додека го имплементираме, јавниот превоз. Начинот на тоа како се одвиваат самите линии, начинот на кој што се опфатени учениците, превозот на ученици, кој што за нас е особено важен во однос на финансирањето на самите еколошки електрични автобуси. Начинот на наплата на билетите, електронска, картички, начинот на попусти, кои денови имаат ослободување, например, за млади, кои денови имаат ослободување за повозрасните, за пензионерите, зошто тоа го прават. Сето тоа беше еден огромен предизвик за Струмица, а можноста да го научиме и полесно да го совладаме, секако дека треба да црпиме од Љубљана, но и од другите развиени европски градови и да ги имплементираме кај нас. Она што импонира е фактот во однос на заштита на бездомните животни е фактот дека Љубљана е единствен пример во светот каде што нема бездомни животни и свеста и менталитетот на луѓето е до толку на високо ниво што тие не купуваат расни куќиња, туку доколку се случи да има бездомно куќе лоцирано или одреден сопственик сака да го напушти куќето, веднаш му се наоѓа нов сопственик и куќето е вдомено. Ме радува тоа што директорката на стационарот Лана од Струмица оствари контакт и средба со директорката на шелтерот, би рекол, во Љубљана и ќе се потпише меморандум за соработка, токму заради споделување на искуствата кои што ги имаат тие и нормално тенденцијата ќе ни биде во Струмица заедно со граѓаните. Стационарот сам по себе кажува многу често дека не го решава проблемот со бездомните куќиња, но ако имаме или постојано ја креваме свеста кај граѓаните за вдомување на бездомните куќиња, ќе го решиме многу брзо таквиот проблем. Во однос на управувањето со отпадот, и тоа е многу интересно да се каже, Снага Љубљана, така им се вика предпријатието, кое што таму е регионално, е најдобрата депонија, би рекол, во Европа, која што има своја компостара за комуналниот отпад, има рециклажен центар, начинот како наплаќаат, можноста за ослободување на одредени надоместоци од страна на комуналното предпријатие во Љубљана кон граѓаните кои што сами го носат рециклираниот отпад. Што е интересно во однос на управувањето со отпадот, ако Љубљана, да кажеме, сега бројките ги заборавив, собира годишно 1 милион тони отпад, само 6.000 тони завршуваат како отпад кој што мора да биде депониран на земја. Замислете која проработка е таа. Произведуваат ѓубриво за земјоделците кои што го даваат бесплатно, рециклажата секако пластиката ја продаваат, имаат навистина многу голем број, огромен опфат на активности, да навистина и како се покажува Љубљана дека се грижи за здрава животна средина, еколошка животна средина, и фактот дека во 2016 е прогласена за најзелен град во Европа е нешто кое што нас не мотивира како помала општина овде од Македонија да одиме и да црпиме искуства. Повторно ќе потенцирам, станува збор за град кој што во габарит не е толку голем, не е милионски град и затоа одредени мерки и иницијативи можат да бидат имплементирани согласно спецификата на Струмица овде и кај нас. Всушност, општина Струмица минатата недела го имаше и првото собирање на селектираниот отпад, станува збор за пластика и лименка, и ако ме прашате дали економски е исплатливо за комуналното предпријатие, не, но е една од најважните иницијативи и чекор напред кон заштита на животната средина, која што сите ја посакуваме.